каде мислиш дека е врвот на Осимен и на Кварацкелија? Врвот. Па мислам дека ова е врвот. И мислам дека го носат Наполи на плеки. И мислиш дека има уште едно ниво кај што ќе би скокнале? Може би не во адрес на Наполи. Може би сум, нели, ги подценувам. Јас се сложувам. Мислам дека Наполи се супер тим и дека, нели, си газат сезона и дека би било многу убаво да го кронисаат формата со еден ЛШ трофеј. Предобро. Ама не мислам дека може да достигнат некое екстра ниво над ова кое сега го. Знаеш, ќе ми биде пофасцинантно ако 2 години поред ова се случува. Ако Квара остане. Да, и мислам Знаеш, дека ќе се случува, ама ако остане. Тоа е работата. Мислам дека Осимен веќе летово ќе си замине. Мислиш? Нешто така ми кажува, мислам дека ќе биде еден од тие, можеби наредниот голем пропад на трансфер на Челси. Така да го наречам. Искрено, бидејќи ова личи, Осимен е типичен фудбалер за кој што Челси би се загрел и после да забори дека постои. Да, разбираш? Да. Кога зборевме за еден таков зрел, искусен, што ќе смири топка. Да. На тие профили мислевме, така? Тоа е тоа. Да. Ќе заборави дека постои. Нема. А Кварадона јас само го чекам денот кога ќе ја облече седмицата на Реал, тоа е тоа. Мислам, Да. мене ми е прашање на време. Апсолутно. Тоа. И уште следната година би било фер да се случи тоа. Да, јас му давам до кај 25. Како, каде сега Винициус е исто? Ќе научи друга позиција ако треба Квара, него не му е проблем, тој е добар фудбалер. Добро, а ако не е Реал, има план Б? Од токава магнитуда, клуб, кај што би бил добар фит, исто така? Кај што би бил добар фит, градскиот ривал Атлетико Мадрид би бил перфектен фит за него. Тој и Гризман да прават се со топката, а другите кршото ќотек се освен нив. Океј. Ама Ако се шалиме? не се шалам. Јас сум сериозен, мислам дека највеќе би му се погодило за индивидуално тој да напредне во Атлетико, ама нема да отиде, бидејќи не, ќе си брка слава. Ќе си отиде во Бајерн, ќе си отиде во Реал, нема тој да оди во некој. Дури Бајерн ми е... Не, дај добро, окей. Мега се. Се мега, точно. Тоа е тоа, мислам дека. Значи, жал ќе ми биде ако играчи како Кварацкелија и не знам, како него отидат во клубови кај што ќе бидат ограничувани премногу, знаеш. Да, нема, мислам дека нема и тој ќе си го одбере добро клубот, верувам. Лети ваму, изјавата негова веројатно лани беше фудбалски системи не постојат, сега треба да капитализираш на просторот кој го остава противникот. Да, тоа... Значи, таа слобода, буквално, може и од таму доаѓа. Па да, веројатно. Од тоа што не е фокусиран толку многу на сите играчи, ригидно и ова треба да го правиш, тука едноставно... Да. И можеш да приметиш у играта негова дека е као топ како ќе му фрлиш на куќе, дека доаѓа кај него и е go time, без разлика кој го чува, која минута е, колку може да истрча и не се ограничуваат тие играчи, мислам дека. Ова ми се свиѓа, ова ќе иде исто као посебно видео. Топ. А и како да кажеме, пошто прашањето го поставив каде е врвот на Осимен и на Кварацкелија, јас ќе кажам едно ниво погоре од ова што го играат сега, што и да значи тоа. Отворено за интерпретација. Апсолутно Бидејќи, се слагам. дали мислите дека ниво погоре е Реал? Супер. Дали мислите ниво погоре е Наполи во финале Лига на шампиони? Топ. Океј, и со тоа се сложам. Што и да мислите дека е нивото погоре, сигурен сум дека има за нив двајца, бидејќи Осимен има 23 или 24, а Квара има повеќе Осимен. Да не го пробувам. Повеќе од 24 нема, мислам дека. Мислиш? Да. Може го мешам со некој као Абу Бакар или некој. Да, Абу Бакар е доста постар. 24. Леле, јовој има 7 години здрави пред него. Па и повеќе според стилот на игра. И повеќе би рекол. Ама да. Ајде да не претерувам. Браво. Значи, а Квара е 22. Тоа е безобразно, човек. 22. Страшно. Да, светот е негов, буквално. Ја жалам фудбалска Европа ако си го погоди клубот. Толку јас ќе кажам. Значи... Јас ја жалам ако... Да, мислам, исто, јас се слагам.
дури и ако не го смени, ја жалам. А ако продолжи да игра вака. Да. Ќе продолжи да игра, нема што го спречува. Мислам дека тоа е разликата меѓу играчи како Зидан и играчи како, нели, One Season Wonders. Буквално 2-3 на врвот на европската сцена и веќе си пишан во историја. И мислам дека Квара е еден од тие. Да. Без сомнеш. Верувам и дека ова го зборував пред некое време, дека верувам дека Грузија е следната, како да кажам, изненадувачка репрезентација. Знаеш оноја која, Велс, шо бара Велс на европски и на светски првенства? Па тоа бара, се квалификува бидејќи има добри фудбалери. Грузија е следната таква. Не дека ќе освои европско, ме разбираш. Ама Мамадаршвили и Квара и компанија мислам дека имаат потенцијал во наредни 10 години да ја пласираат на сите големи првенства. Еден тон скаути сега кидат у Грузија и ќе ловат генови. Тоа е многу поважно. Сега гледаш како им се развива лигата се поеќе и поеќе финансии влегуваат како името на Квара почна да се повторува по Посакам, морам уште. Не, нема гајле. Значи посакам доколку Квара си отиде на негово место, сега тоа се големи чевли или за пополнување, да си дојде Елмас и тој да има една, две, па и повеќе сезони на врвот во европскиот фудбал. И да почнат да скаутат и овде. После тоа, хипотетички. Веќе италијаните веќе скаутаат тука, ама колку па често се наоѓа талент као Елмас, кој ќе видиш, тоа е исто. Се надеваме на се поеќе. Ова е крај на тоа кратко видеце. Јас ќе станам сега и ќе изгасам камерата, а и овој ќе ме следи во ова и ќе го измонтира како што треба глатко, знаеш.